лично ке ја сакам, убавка ја твоја, Скопје кажи ми. Општина Газибаба продолжува со реализација на капитални инвестиции во образованието и спортската инфраструктура, со изградба на ново основно училиште и 2 спортски сали. Градоначалникот Бобан Стевковски истакна дека вложувањето во младите е најголемата инвестиција во иднината и дека општината останува посветена на создавање современи услови за учење и развој на децата. Во населбата Чентово теќе изградбата на ново основно училиште Крстеми Сирков, кое ќе овозможи поквалитетни и современи услови за одвивање на наставата. Истовремено во основното училиште Григор Прличев во Железара се гради нова спортска сала, нов спортски објект се гради и во училиштето Наум Охридски во Црешево. Според Стевковски, овие проекти ќе придонесат за подобрување на образовната и спортска инфраструктура, ќе создадат подобри услови за учениците и ќе поттикнат развој на здрави навики и спортски дух кај младите. Тој најави дека општина Газибаба ќе продолжи со реализација на нови капитални проекти и инвестиции со цел обезбедување на поквалитетни услови за образование, спорт и подобар живот за сите жители на општината. Општина Центар ја привршува реализацијата на новата библиотека медијатека во основното училиште 11 октомври, која од почетокот на новата учебна година ќе им биде достапна на учениците и вработените. Новиот простор е осмислен како современо катче за читање, учење, истражување и размена на идеи, каде учениците ќе можат да го поминуваат своето слободно време и да ги извршуваат училишните обврски. Градоначалникот Горан Герасимовски истакна дека проектот е дел од летните активности на општина Центар, насочени кон подобрување на условите во образовните установи и обезбедување поквалитетна средина за воспитно-образовниот процес. Покрај богатиот избор на книги, енциклопедии, речници и прирачници, во библиотеката ќе бидат достапни и дневни весници, списанија и други публикации. Просторот е опремен со интерактивен панел, компјутер и интернет конекција, што ќе им овозможи на околу 600 ученици и вработени да пристапуваат до различни образовни и информативни содржини. Како дел од модернизацијата, училиштето годинава го воведи системот е-библиотека, софтверско решение што овозможува целосна дигитализација и електронско управување со библиотечниот фонд. Преку системот ќе се евидентираат книгите, членовите и позајмувањата, ќе се олесни пристапот до книжниот фонд, кој брои повеќе од 20.000 наслови од стручна литература, лектири и други изданија. Екипите на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје во текот на јули собрали и транспортирале 15.735 тони мешан комунален отпад од домаќинствата на територијата на главниот град, во рамки на редовните активности за одржување на јавната хигиена. Покрај редовното собирање отпад, јавните служби интервенирале и на повеќе локации, каде биле отстранети вкупно 2360 кубни метри непрописно одложен кабаст и градежен отпад, како и органски отпад, што останал на јавните и сообраќајни површини по силното невреме кое го зафати Скопје на 21 јули. Според податоците на претпријатието, неголемо количество отпад од јавните и сообраќајните површини, вкупно 255 кубни метри, било подигнато на територија на општина Киселабота, каде екипите работеле на расчистување на последиците од невремето и на отстранување на диво одложениот отпад. Во текот на јули екопатролата на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје спровела и засилени контроли на терен, при што врачила 11 едукативно-информативни записници на граѓани и представници на правни субјекти, затекнати при прекршување на Законот за јавна чистота. Општина Карпош и оваа година ќе ги пречека најмладите ученици со подарок училишно ранче и основен училишен прибор за секое дете кое за прв пат ќе седне во училишните клупи. Мерката е дел од активностите по повод почетокот на новата учебна година, има за цел да им овозможи полесен старт на првоодделенците, но и да им обезбеди поддршка на нивните семејства. За реализација на оваа мерка согласно годишната програма на одделението за образование од буџетот на општината се обезбедени 1 милион денари. По повод почетокот на учебната година, градоначалникот Сотир Лукровски ќе ги посети основните училишта на територија на општината, каде лично ќе им ги врачи ранчињата и училишниот прибор на сите првачиња. Од општина Карпош посочуваат дека со оваа иницијатива сакаат да им посакаат топло добре дојде на најмладите ученици, успешен почеток на нивното образование, истовремено обезбедувајќи финансиско олеснување за родителите по пресрет на новата учебна година.
Во паркот покрај булеварот Февруарски поход во општина Аеродром започна изградбата на ново современо детско игралиште кое е дел од проектот за изградба на вкупно 10 нови игралишта на повеќе локации низ општината. Целта на проектот е да се обезбедат безбедни функционални простори за игра, дружба и рекреација на најмладите. Градоначалникот Дејан Митевски истакна дека проектот е дел од заложбите секоја населба да добие квалитетно уреден јавен простор, каде децата ќе можат безбедно да растат, да се дружат и да играат. Новото игралиште ќе биде опремено со современи безбедни детски реквизити, заштитна подлога од вештачка трева и дополнително уреден простор за престој на семејствата. За прв пат на оваа локација ќе биде поставен и систем за наводнување кој ќе придонесе за подобро одржување на зелените површини. Од општина Аеродром посочуваат дека ќе продолжат со инвестиции во јавната инфраструктура и детските содржини со цел подобрување на квалитетот на живот. Општина Бутел продолжува со инвестиции во предучилишното образование преку изградба на 3 нови детски градинки со цел да ги зголеми капацитетите за згрижување на децата од предучилишна возраст и да одговори на растечките потреби на семејствата во општината. Според информациите од градоначалникот Дарко Костовски, изградбата на градинките во населбите Бутел 1 и Бутел 2 е во завршна фаза. Нивното оставање во функција се очекува по завршување на сите градежни технички активности. Паралелно со овие проекти обезбедени се финансиски средства за изградба на нова детска градинка во Визбегово која ќе се реализира во соработка со Министерството за социјална политика, демографија и млади. Од општина Бутел посочуваат дека вложувањето во нови градинки е насочено кон обезбедување поквалитетни услови за престој, воспитување и грижа за најмладите, како и кон намалување на листите на чекање за упис. Градоначалникот Костовски нагласи дека грижата за децата од предучилишна возраст останува еден од приоритетите на локалната самоуправа, бидејќи тие, како што вели, се иднината на општината. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја